Игор Стефановски од Гласот на Америка во живо го вклучуваме во дневникот. Игор, како е во Вашингтон ден по изборите? Сузе, како што можете да забележите и зад мене, тоа е Белата куќа и околу неа се изгледа мирно. Откако поранешниот американски председател Доналд Трамп ја поведе подпредседателката Камала Харис и доби 4-годишен мандат токму во Белата куќа. На изборите за кои се велеше дека се неизвестни, проценките, проекциите на Гласот на Америка покажува дека Трамп обезбеди 277 од 538 електорски гласови, а Харис 224. Со ова Трамп има обезбедено повеќе од потребното мнозинство за да стане председател. Трамп од Вест Палм Бич на Флорида им се заблагодари на американците за тоа што е избран за 47-миот председател. Време е да се обединиме, рече Трамп. Харис се уште се нема обратено до американската јавност, а тоа се очекува да го стори денеска на кампус на универзитет во Вашингтон. На изборите се гласаше и за сенатори, републиканците го освоја мнозинството во американскиот сенат. Ова беше долга и бурна кампања во која Трамп преживеа 2 обиди за атентат. Игор, каков председател се очекува да биде Трамп во неговиот втор мандат? Инаугурацијата на Доналд Трамп се очекува на 12 јануари. Тогаш би почнал неговиот втор мандат, а како би се одвивал може да се предвиди по неговите досегашни постапки. Имиграцијата е главна тема за Трамп во 2017-тата. Брзо откако положи заклетва, Трамп воведе 90-дневна забрана за влез во САД на граѓаните од 7 земји со мнозинско муслиманско население. Тогаш Трамп рече дека тоа се нови мерки за проверка на терористи. Трамп во кампањата силно говореше за инвазија на мигранти. Исто така, правејќи ја граничната безбедност клучно изборно прашање. Трамп ги повлече САД од Парискиот договор во 2015 година, меѓународен договор за справување со климатските промени. Трамп вели дека неговата енергетска политика ќе се фокусира на зголеменото домашно производство на нафта и намалување на еколошките регулативи. Во неговиот втор председателски мандат, Трамп ветува економски мерки и дека ќе има пристап на надворешна политика која се спротивставува на мешање во политиката, особено во војни на други земји. Сузе? Игор, благодарам. Игор Стефановски од Гласот на Америка од Вашингтон во првиот дневник.